Почитувани, довербата на гласачите се стекнува со два принципи. Не го ветувај она што не можеш да го исполниш и исполни го она што ќе го ветиш. Затоа во изборната програма за Битола немаме ветувања, туку имаме проекти. Реални планови со конкретен буџет и рокови. Во нашиот фокус се првенствено младите луѓе кои ќе ги задржиме во Битола со обезбедување работа, пристоен дом и квалитетни услови за живот. Досега се покажа дека невработеноста се намалува преку директни, домашни и странски инвестиции. Затоа инвестициите во индустријската зона Жабени ќе бидат главниот мотор за локалниот економски развој на Битола. Ќе продолжиме да подобруваме атрактивноста на индустријската зона со изградба на нова улична мрежа вредна 12,5 милиони денари. Поранешната битолска касарна во следните 4 години ќе доживее градежна експанзија. Ќе продолжиме да создаваме услови за нови колективни и индивидуални градежни инвестиции кои ќе значат раздвижување на економијата во Битола. Ќе изградиме и асфалтираме уште 3 нови улици, ќе биде изградена атмосферска канализација за 13 улици, а блоковите Арама 1 и Арама 2 ќе добијат ново нисконапонска кабловолска мрежа и улично осветлување. Во мојот мандат предвидувам и донесување на генерален урбанистички план, како основен документ во натамошниот урбанистички развој на Битола. За да не ни се иселуваат младите, освен работа, треба да им обезбедиме и услови да се стекнат со свој дом. Во идниот мандат, наместо нови населби за мигранти, ќе создадеме услови за нови ефтини куќи за нашите деца. Целосно бесплатно и без никакви давачки на младите, ќе им отстапиме парцели од по 200 квадратни метри во населбата Златен Рид, на кој ќе изградат ефтини куќи за не повеќе од 35.000 евра. Ќе направиме и целосна промена на сообраќајниот режим и ќе воведеме еднонасочни улици во центарот на Битола. Ќе изградиме 3 нови кружни текови и 3 нови велосипедски патеки. Ќе уредиме целосно нов парк во Нова Битола и ќе насадиме 10.000 нови садници дрвја и блоковско градско зеленило. Општината ќе субвенционира и 50% од вредноста на секој купен велосипед од граѓаните во износ до 4.000 денари. Нема откажување од проектите гасификација и топлификација. Во 2019 година, откако ќе биде завршен гасоводниот крак на Готино-Битола, ќе почнеме со изградба на градска дистрибутивна мрежа. Истата година Битола треба да ги добие и првите корисници на топлинска енергија од РЕК во рамките на проектот Топлификација, кој веќе се реализира со кредит од Германската развојна КФВ банка. Ќе започнеме со изградба и на пристелната станица и колекторски систем, како и нов откупен центар за земјоделски производи, сточен и квантачки пазар надвор од градот. Со 1 милион евра ќе реконструираме зградата на офицерски дом, а ќе се модернизира и реновира зградата и опремата на територијалната противпожарна единица. Ќе формираме нова патронажна служба за нега и помош на стари лица и лица со посебни потреби во домашни услови, со што значително ќе се намали побарувачката за сместување во старските домови. Градоначалничката функција бара стабилност, знаење, искуство и работа, и тоа го бара веднаш. И на битолчани, дури и на оние од СДС, им е повеќе од јасно кај кого можат да го бараат ваквиот капацитет. Идниот градоначалник на Битола треба да биде успешен, докажан, одговорен, умерен, почитуван и домаќин човек, кој добро ги познава работите во локалната самоуправа. Тоа и ќе се потврди со победа на 15. октомври. Ви благодарам.